Да, Зарина Првасев да ни е во студиото, многу теми за кои што можеме да разговараме во иднина, но она што ни е приоритет да го најавиме, да заеднички ве поканиме сите да појдете во 20 декември во Филхармонија на таа прекрасна сцена каде што магија се случува дефинитивно, е концертот каде што ќе биде промовиран музичкиот проект Кадифено, нешто најново токму од неа со незините драги соработници за кои станува збор секако ќе ни открие во продолжение, но и многу други теми утрово ќе си промоабитиме со Зарина. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Фала ви што ме поканувате стално да можам да ги споделам сите мои нови нешта. Навистина е важно за секој артист просторот да можеме да споделиме. Така, заедно растеме, јас така ќе кажам, и вие од таа страна, ние од оваа. Пред да преминеме на работата, сакам да те прашам колку уживаш во декември? Дали ги сакаш овие пред празнични, односно пред новогодишни денови, празнични денови? Дали сакаш сама да си ја создадеш магијата во домот, затоа што градот за жал не ни ја нуди секогаш? Да бидам искрена, јас сум зимско дете, во февруари сум родена и мене зима ми е омилено годишно време. Јас уживам кога ќе залади, тогаш почнува да ми почнува. Тогаш ти убавото. Убавото. Китам и не откитувам дома сијалички, мора да има постојано за да ме потсетуваат на зима, дури и кога е лето. Така да зима ми е омилено и сега оваа цела еуфорија, луѓето некако како да забораваме на сите проблеми. Ама и треба така да биде, нели? Да, и дај Боже, дај Боже, дај Боже. Или како велиме, како што е овој период, сакаме да не биде малку почесто во текот на цела година, но некако непишано правило е да кон крајот на годината да биде така и поеуфорично и со метеж, односно зголемена гужва да имаме и некако да сме порастрчани, не знам како повеќе работи истоверемено да треба да направиме, но сепак со доволно енергија. А кога зборуваме за проекти кои што треба да се реализираат, при тоа да се даде доволно труд, енергија и време, и тоа да се случува на крајот на годината, навистина не е нели мала работа или е нешто кое што дефинитивно бара човек да се вложи. Така и ова за кое што зборуваме или концертот кој што ја очекува македонската публика и оние кои веќе се информирани, но и целокупната твоја работа на овој проект Кадифено, нешто кое што носи една посебна порака, посебна енергија или како велиме магија, ако зборуваме за сите оно кое што и во овие денови го чувствуваме. Овој проект некако имав потреба да на крајот на годината, бидејќи оваа година беше навистина тешка за нашата држава, за нашата нација, имавме сериозни емоционални удари и загуби кои што ги претрпевме како нација и дојдов до еден момент во кој што посакав да создадам еден простор, едно катче каде што луѓето ќе можат да дојдат и некако да се прегрнеме, некако да си пружаме таква енергија на поддршка, енергија на топло, на меко, на љубов, затоа и го крстив Кадифено. По принцип, овој конкретен проект имам двајца гости од Турција кои што ги поканив. Едниот се вика Cenk Erdogan и е еден од поголемите артисти во моментов во Турција кои што имаат светска кариера, кој што има свој специфичен стил на музицирање, односно свири фретлес гитара, гитара без прагови. И го поканив затоа што искрено кога го слушнав за прв пат јас го плачев. Првите 5 минути од неговиот концерт го исплакав затоа што таква мекост во свирењето, такво кадифе од звук не сум слушнала искрено на гитара. И посакав да можам да го донесам тоа во Македонија, посакав да го споделам тоа со македонската публика и Тоа се овие момци? Да, значи од како доаѓа од десна страна. Ова е Cenk Erdogan во моментов што оди. А другиот е леле Јас да ќе го најдем. Не, Ахмет Алан не е тука. Не е тука Ахмет Алан, ова е друг човек. Ова е Кемал Динч. Ова е Кемал Динч. Кемал Динч е исто професор по балама, живее во Келн, за жал нема да биде сега тука на овој концерт. Со него ќе треба да направиме некој следен. Меѓутоа да, ова се едни од поголемите мастери во Турција и можноста да се работи со нив е навистина голема работа. Прво е голема работа затоа што овој тип на соработки прават да македонската традиционална музика ја пласираме малку подалеку од
од Балканот, односно од границите на Македонија, од регионов. Да. Така да искрено многу се радувам, многу ми е мерак дека овие луѓе ќе бидат тука и дека ќе направиме еден таков склоп, мост помеѓу овие две култури. И на крајот на криштата дека ќе можам да им возвратам за почита, за гостопримството, за љубовта кон македонската традиционална музика која ја почувствував таму на тој чардак и наоколу во Кападокија. Да, кога е музиката во прашање, многу пати велиме нема граници, нема бариери. Можеме некогаш доживаме и во јазикот ако не знаеме што пее некој, да едноставно да не води мелодијата и да се препуштиме на тоа уживање. И верувам дека така ќе биде и во оваа ситуација. Но јас ќе те навратам на твојот престој во Кападокија, каде што се запознаваш со токму овие луѓе кои што ќе бидат дел од концертот сега во Филхармонија. Ти имаше можност да бидеш дел од еден меѓународен семинар насловен Музичко село. Сакам да ни раскажеш како се случи тоа да се најдеш токму ти таму и дали од прва кликнавте со овие два лика, со Ахмет и со Дженк, за да знаеш дека токму тие сакаш да ги донесеш тука во Скопје, да ги споделиш со целата јавност тука, со сите оние кои што ја сакаат твојата музика. За моја огромна чест и задоволство имав можност да ме поканат организаторите на Музичко село. Тоа е еден многу битна школа која што едуцира интернационално, всушност едуцира студенти од целиот свет за светска традиционална музика, односно најмногу за турска, грчка, македонска. Всушност македонска беше прв пат оваа година и мене ме поканија да бидам дел од тоа и да држам вокални техники на различни региони во Македонија. И искрено да бидам, прво не ми се веруваше дека добив таква чест кога ги прочитав имињата кои што ќе бидат таму како професори, како Дженк, Дилек Туркан беше една од најголемите пеачки во моментов, Диви во Турција која што се занимава со традиционална музика. Мислам, тоа се сериозни артисти. И таму се го прочитав сопственото име и можноста да споделам македонска традиционална музика. И некако тоа ми се виде големо и на почеток бев како дали јас сум доволно компетентна да зборувам за овие теми. Меѓутоа инсистираа и сакаа да го одржам тој мастер-клас семинар. Верувале во тебе дека имаш што да споделиш? Да, мислам јас во консултација со професори од факултетот за етномузикологија и етнокореологија, се разбира секогаш се што правам кога треба сериозно да се пристапува кон традиционалната музика, секогаш ги гледам да бидам што по професионална, што поиздржана, што поавтентична и така. Така да во консултација со студенти, со професори направивме една одлична програма кај што студентите кои присуствуваа на семинарот можеа, мислам на крајот беше многу интересно дека секој ден учеа по една песна и на крајот има 20 луѓе од светот кои никој пат претходно не дошле во комуникација со македонски јазик, да на крајот пеат 5 традиционални песни на македонски и тоа беше поминуваш во Мустафа Паша во Кападокија или поминуваш во универзитетот во Кападокија и слушаш некој пее "Не виткај се совче" или "Бог да го убие Ибраим Моџа". Така да преблагодарна сум за тоа искуство и за можноста, но од друга страна и добро е да се види дека македонската традиционална музика може да стои рамо до рамо до сите светски традиционални музики, што е и мојот најдлабок порив. И се ова што правам во насока на тоа, затоа што навистина ми е многу битно и чувствувам и обврска и должност кон македонската традиционална музика, да мојата младост и моите 5 минути на малите екрани искористам во однос на афирмација на традиционалната македонска музика, а како поинаку освен истражувајќи, учејќи нови работи, работејќи напорно, вистината е дека за да можеш на луѓето да им презентираш во светот сопствената традиционална музика, мораш да ја познаваш нивната традиционална музика и затоа напорно истражувам во турската, во грчката, во бугарската, во сите други традиционални музики, за да можам правилно да ги поставам границите за она што е мое,
односно да можам да го презентирам на јазик на кој што ќе биде разбирлив. Во суштина, длабоко, мислам не длабоко, туку со целото свое битие, верувам дека музиката е универзален јазик што комуницира со душата на поединецот, така да се трудам да бидам најавтентичната верзија од себе си во однос на традиционалната музика. И токму затоа и го создадов овој концерт што ќе се случи на 20 декември во Македонска филхармонија, затоа што не знам, сметам дека мојата обврска и задача е талентот што ми е даден од Бога, не е мој, тој им припаѓа на луѓето, им припаѓа на светот и е тука за да служи на светот. И сакам да наоѓам начини, односно да се трудам како тој талент да го наоѓа своето место на сцената. И ова е еден од тие мои да речам проекти, односно труд за тоа да се случи. Да, Зарина, имаш таа можност и да речеме на некој начин и привилегија да и те бидеш во присуство на големи уметници, но да одиш и таму каде што и може да се случи и да пренесеш македонската традиционална музика и истовремено како велиме тоа да се расшири и да се зголеми интересот. Твојата улога и мисија си ја знаеш и се познава себе си, ова кое што го спомена и македонската публика која што го пратите знае. Но ако зборуваме за интересот за запознавање на македонската традиционална музика пред се од нас самите, а понатаму и пошироко, тогаш кој е впечатокот или што е оно кое што досега го имаш забележано и не само кон македонската, тука ќе појдеме, туку генерално и од светската, заради тоа што ако зборуваме за искуството во Кападокија, тогаш ако земјата овозможува еден таков настан таму за и друга традиционална музика да се спромовира, тоа значи дека некој сака да ја чуе и да се запознае. Што се однесува до македонската публика, ние сме тука научени да слушаме македонската традиционална музика или во некаква супер модифицирана форма каде што не сме баш најсигурни дали тука има автентично пеење или е тоа поп или е тоа традиционално. Значи или е тоа или имаме сувопарен, во смисла не е сувопарен, него онај најосновната форма на фолклорот која што треба се разбира тоа е танец по принцип кој што треба да ја одржува така за ние да учиме од тоа. Односно она најсуровата форма на фолклор. Сега нешто треба измеѓу да се најде за да како звук тоа ние можеме да го пласираме во светот, затоа што верувам дека таа фузија помеѓу едно и друго создава модерен звук, а сепак јас сум прилично конзервативна во однос на тоа како се изведува вокално, пошто традиционалната музика секога не станува збор за ора и поставки, кореографии и така натаму. Кога станува збор за вокално изведување на традиционална музика, основата е да се испее традиционално, односно да се испее автентично на регионот, односно на местото во кое што таа песна припаѓала. Сега, во однос на музиката може да си поигруваме, но сепак и во тоа играње таму треба да има некакви стандарди, односно некакви критериуми, дека тоа не може да замине предалеку, сепак треба да остане верно на... И сега тоа е многу голема умешност, тоа е многу... се учиме сите и не верувам дека... не верувам во научено нешто, верувам дека како артисти имаме постојано можност да сгрешиме па да направиме и така натаму, дека тоа е процес на учење и кој трае за секогаш. Сега што се однесува до македонската традиционална музика, имам чувство дека нам ни фали многу посериозна институционално внимание, односно кога би имала некаква моќ, јас уште во поделенијата од 1 до 4 би нашла некаков начин како децата да ги воведеме во тоа, да им барем да им го отвориме тој видик, да, барем некако да најдеме начин како тие деца да знаат од прилика што се случува, затоа што во разговори со млади деца, бидејќи тоа ме интересира, идејата ми е да традиционалната музика допре до нашите деца што следуваат, генерациите што се помлади од мене и така натаму.
сваќам дека не можат да набројат ниту 5 традиционални македонски песни. И тоа е за мене искрено многу поразувачки факт и сознание. Затоа што растат едни поинакви времиња, им се сервира една поинаква музика и навистина е, да, нека, се разбира времето, нели не застанува со традиционалната музика. Да, но сакам да кажам, кога многу повеќе би се сервирало и ваков тип на музика, ќе биде многу подостапна и за младите генерации. Треба да се има секој, мислам, која сум јас на крајот да кажам што треба и што не треба, но како јас гледам на работите и тоа е мојата вистина, дека јас би сакала моето дете да знае отприлика кои се битните луѓе во историјата на македонската традиционална и не само традиционална, кои се во поп, нели оние шлагери што ги викаме, во рок, во метал, во сите аспекти на музиката треба да се има една општо познавање. Не викам дека треба сега децата да ги ние ставиме во некакво школо за тоа, ама во секој случај треба да се има едно основно познавање, да се знае кој е Вања Лазарова, кој е Кирил Манчевски, кој е Есма Реджепова и така натаму. Значи треба да ги знаеме тие работи. Не мислам дека уште од мали нозе се учат тие работи. Битните работи за нашиот јазик, битните работи за географијата во Македонија, така и љубовта кон татковината, родолюбието, според мене се покажува само и само на таков начин, кога ќе се знае доволно информации за сопствената татковина, кога ќе се љубат сите луѓе кои се на тлото без било какви поделби, кога ќе се сака да се остави околината чиста, кога ќе се грижиме да не фрламе пикавци, ѓубре и така натаму, така да тоа е мојот став односно. Зарина, концертот е на 20-ти, спомена екипата доаѓа на 19-ти, ќе имате можност околу 2 дена, ден и пол, да се видите и подготвите. Ќе биде ли тоа доволно за, нели, претпоставам дека се ќе биде онака како што треба, но сепак, нели, за добар концерт треба и добри проби, за да кликнете онака баш како што треба, за да го донесете тоа на сцена. Кога се работи со ваков тип на професионалци, тогаш е многу полесна целата ситуација. Ги имаме тука Андреја Мирчевска, Тони Арслан, македонски артисти кои се на рангот на сите светски артисти со кои што сум имала можност било кога да работам. Понатаму Дженки Ахмет, тоа имаат некакви претходни знаења во однос на музиката која што ќе ја правиме и ќе имаме можност да импровизираме малку повеќе, да создаваме музика на лице место. И тоа ми беше и идејата, затоа што идејата е кога ќе се поканат музичари од ваков ранг да слушнеме што тоа значи во однос на импровизација. Значи ќе се свират песни од албумот Ехо, ќе се свират некои песни кои што Зарина поретко ги изведува во живо. И ќе има неколку сосема нови песни на турски јазик, така да ќе видиме, се надевам дека ќе биде многу убаво патување за оние кои што ќе бидат таму. Така и звучи. Да, самиот збор Кадифано потсетува на нешто убаво, меко, мило. Верувам дека ќе биде еден убав звук кој што ќе прострои на таа сцена и ги покануваме гледачите да дојдат на 20 декември на сцената во Филхармонија да уживаат. Билетите претпоставувам во продажба, каде може да се набават? Продажба се на drugestrana.mk. Веќе се во продажба, да, мислам дека се уште има билети за каде, нека побрзаат да си набават затоа што времето веќе доаѓа. 20 еве го каде. Да. И уште едно прашање пред самиот крај, особено важно ако зборуваме за публиката и оние кои што те следат и те слушаат и кои веруваат, но исто така ќе бидат дел од публиката наскоро. Таа енергија помеѓу со публиката и тоа кое што меѓу другото е твоја цел тие да го постигнат, како велиш во дел од интервјуата, да бидат отворени и се разбира на еден оригинален начин да го прифатат она кое што го слушаат, а истовремено да разбуди кај нив и поголема љубопитност. Дали го чувствуваш тоа во настапите, во концертите, особено кај македонската публика, таа која што добро знае и те следи тебе и тоа кое што го работи? Да, оние кои што ме следат знаат од прилика дека јас се бавам со традиционална музика на повеќе јазици, односно допирам во сфери на различни култури и истражувам во нив и полека таа моја публика, ние сме некаква се собравме некако спонтано и дојдовме до тоа дека сакаме и сме отворени и сме
љубопитни, да учиме за нови култури, за нови музики и дека тоа е навистина некаква почит која можеме да им ја дадеме на луѓето кои не припаѓаат на нашето говорно подрачје. Така да мислам дека Македонија има луѓе кои се од овој калибар, така да верувам дека ќе дојдат на концертот повторно и дека ќе си направат една убава вечер. Ќе си дозволат да уживаат. Да. Зарина, ти благодариме и не се сомневаме дека ќе биде на тоа уште една ноќ за паметење, особено за тебе, но и за оние кои што Ви благодарам на поканата. Ќе одлучат таа вечер да ја поминат токму со тебе.